Макотрпен пат кон Европската Унија, некогаш чекор напред, некогаш два назад, многу години во место. И сега повторно сме таму, на раскрсница со табла ЕУ, но без јасна насока каде води, бидејќи покрај сите реформи, болни компромиси во минатото, повторно се дозволува билатерални прашања да стануваат критериум за членство, што според експертите го подкопува кредибилитетот на Унијата. Комесарката за проширување Марта Кос неделава отворено рече, гаранции нема, ниту за Македонија, ниту за кој било друг. Од друга страна, нејзината посета на Софија и пораките по средбите со државниот врв таму, дека се надева оти ќе се најде решение, влеваат оптимизам. Но колку и да се трудат челниците на Европската Унија да посредуваат. Според поранешниот вице-премиер за евроинтеграција Васко Наумовски, клучот е во директна комуникација со Софија. Сметам дека се добредојдени сите иницијативи од страна на Европската комисија за приближување на двете страни кога се работи за нашиот билатерален спор, но сепак решението треба да го бараме во една директна комуникација со соседна Бугарија, особено затоа што проблемите кои што постојат во овој наш спор се должат на билатерални прашања. Колку и да сака бугарската страна тоа да го представи како спор кој што ние го имаме со Европската Унија, тоа е сепак едно билатерално прашање и останува дали нашата дипломатија ќе ги реализира сите оние намери за директна комуникација со бугарските власти и на тој начин да создадеме една подобра атмосфера. Македонија не бега од реформи, ниту од исполнување на копенхашките критериуми. Тоа го покажала сите овие години, а го покажува и сега со спроведувањето на реформската агенда, поради која прва ги доби средствата за предфинансирање од планот за раст. Но по сите направени чекори напред, со право бара еден јасен сигнал од Европската Унија, дека нема повторно да стане жртва на билатерални блокади и уцени, велат упатените. Не сме против реформи, дека не сме против апсолутно копенхашките критериуми, дека сакаме да ги исполниме, но дека не би сакале да видиме нови блокади на основа на билатерални теми. Никогаш никој од ЕУ не ни одговорил јасно и гласно за злоупотребата на билатералните теми, а тоа навистина па на некој начин е лицемерно, бидејќи отстапува од нивните прокламирани вредности. И додека чекаме Бугарија да попушти или ЕУ да помогне, никој не ни брани да ги спроведеме реформите и да ги завршиме домашните задачи. Европеизација дома, независно како ќе се одвива пристапниот процес. Според познавачите, Македонија треба да се фокусира на економијата, владењето на правото, борбата против корупцијата. Македонија треба да ја европеизираме дома, со оглед дека овој процес нема да тече брзо, генерално нема да тече, посебно за Македонија, така што да се фокусираме на она што значи благосостојба и она што значи економски раст во Македонија. Пораките од европските челници секогаш се дека проширувањето ќе остане врвен приоритет. За да се отвори првиот кластер, треба да поминат уставните измени на кои се согласи поранешната власт во 2022 година со прифаќањето на францускиот предлог. Македонската дипломатија сега се фокусира да обезбеди гаранции дека нема да има нови блокади од Бугарија, а едно од решенијата се уставни измени со одложено дејство.